А сега веќе време за нашата прва денешна тема со гости. Секако тоа е како да ги подготвиме децата за на училиште, сакале или не времето, така веќе почна одбројувањето. Се ближи кај да е 1 септември. По тој повод ова утро овде на гости ни дојде педагог од Основното училиште Владо Тасевски. Добро утро за Билјана Павлевска. Добро утро. Добро ни дојдовте. Ирена, добро утро и до тебе. Да, ми вртиш грб, нешто викам да не сме скарали. Не, таман работа. Или да не си ме заборавила. Убава тема. Сега вака претпоставувам ке им се згрчи во стомакот на децата што наскоро ќе треба да тргнат на училиште, ама подобро се подготвиме, така? Да, подобро подготвени да си ја дочекаме, да си го дочекаме 1 септември, имаме уште некои неполни 2 недели. Така да, со убави совети, еве и до родителите, и до бабите, и дедовците. Децата сигурно спијат. Не верувам дека не гледаат сега. А можда уште играат од ноките останале на игрички. Ајде, повелете. Да, благодарам. Искра, ја слушнавте нашата прва утринска тема. Ке зборуваме за тоа како да си ги подготвиме децата за првиот училишен ден. Најголем акцент ке дадеме на првачињата, бидејќи тие се оние кои што можеби имаат најмногу трема, ама позитивна трема за првиот училишен ден, бидејќи прв пат влегуваат во училишните клупи, седнуваат на училишните клупи и влегуваат во институцијата наречена училиште. Сите ние сме биле првачиња, сите сме го поминале тој позитивен стрес. И ова утро наша и ваша гостинка е Билјана Павлевска, која што е педагог од Основното општинско училиште Владо Тасевски од општина Карпаш. Билјана, добро ви утро. Ви благодарам што одвоивте малку време, еве вака за нашите гледачи, со корисни совети за тоа како да ги подготвиме дечињата за првата средба во училиште. И веднаш како прво прашање ми се наметнува токму тоа. Како да се подготват децата за првиот училишен ден? Така, добро утро и вам, и на сите родители, првачиња, сите оние што се подготвуваат за училиште од 1 септември. И не само првачињата, туку и ние во училиште секако се подготвуваме за нив и за сите оние нели што треба да ни дојдат од 1 септември, но секако најважните на почеток гостинчиња ни се нели првачињата. Како што секое семејство се подготвува за било која дејност нели што треба да се извршува, така и за почетокот нели на училиште се подготвуваат родителите заедно со нивните дечиња. И сега што значи подготовката? Се сведува на тоа да се разговара колку може повеќе со сопственото дете, дека тоа е една средина топла, каде што повторно треба да се чувствуваат како во својот дом, дека таму ќе ги пречека нивната наставничка, која што исто така се грижи како и нивните родители за нив. Треба едноставно да ги прошетаат до училиштето овие денови, додека почне учебната година, да направат една прошетка нели од сопствениот дом до училиштето, за таа рутина да ја научат нели како од дома се стигнува до училиште, како што одат и до парк, нели можеби секојдневно. Подготовката е и во таа насока да се разговара. Како училиште, може да влезат внатре или да го видат училиштето така. Да влезат внатре, да го видат училиштето. Иако тие во месец мај сите дојдоа, влегоа, да беа во училиште, поминаа на едно интервју, се запознаа со нас, со училишната средина. Па и градинката, знаете, секој училиште има во близина градинка. Тие нели тука си оделе долг период од својот живот, нели сите оние што оделе, големиот број одат во градинка, и си се познаваат веќе. Едноставно има тука, нели блиска таа средина, позната, така да мислам дека нема да имаат никаков проблем, дека си се веќе подготвени, но да знаат дека и ние во училиште нели ги чекаме со отворено, широко срце, со задоволство да ги примиме, бидејќи ние едноставно за нив сме таму и едноставно и ние се подготвуваме да ги пречекаме успешно и нели да ги испратиме потоа во 9-то оделение како што си заслужуваат самите дечиња. Меѓутоа, сепак, не се сите дечиња исти, нели? Има некои дечиња кои што се соочуваат можеби со
некои стравови, подсвесни стравови или сме биле сите сведоци дека од таа група на деца ќе се издвои едно или две дечиња кои што навистина имаат проблем со тргнување во училиште. Како долгогодишен педагог, над 30 години сте веќе педагог во училиштето, Владо Тасевски, со кои стравови најчесто се среќаваат дечињата? Емотивната поврзаност на децата со родителите, нели е таа која што ја сретнуваме при првата средба со нив и на самото интервју кога дојдоа во мај, ние го почувствувавме тоа. Тие и тогаш кога беше моментот на запишување, оние деца кои што имаат потешкотија нели да се соочат со новата средина, го приметивме тоа кај нив. Но и тогаш дадовме насоки на родителите како да се справат нели со таа ситуација за до почнување на училиштето, значи за до 1 септември. И исто така им дадовме препораки, значи дека треба да го искористат летниот период. Па и овие 2 недели кои што нели треба да поминат до првиот училишен ден. Да доаѓаат почесто до училиштето, да разговараат со децата дека е таа иста средина како и домашната, каде што ќе ги пречека нели наставничка која што исто така им сака се најдобро на дечињата. Тие се нели исплашени со тоа, како јас сега таму ќе се снајдам, таа една нова средина, кој ќе ми биде другарчиња, како јас ќе одам во тоалет таму, нели? Како ќе одам од едно до друго место, од една до друга училница. Нели, Тие се сепак мали дечиња, нели? 5,5-6 години е навистина сега мала возраст. Имате вие дечиња и со 5 години и 2-3 месеца што тргнуваат на училиште, нели? Така. Сега ја споменавте разделбата од родителите. Како да се тој момент, тој мост како да се премине, како да се подготва дечињата за да се разделат не само од родителите, туку и од бабите и дедовците, бидејќи и тие ги чуваат додека се родителите на работа. Секоја година сме имале дечиња кои што емотивно тешко нели го доживуваат тоа одвојување од родителите, така да секое училиште, верувам, и нашето дозволува да и родителот остане извесен период нели тука во училиштето, во близината. Ако има потреба и во училницата, нели ќе биде присутен извесен период за се додека детето го ја почувствува сигурноста дека некој е тука за него и дека се грижи, исто нели како и во домашните услови. Значи сме имале периоди од 2 недели додека родителот бил во училиште, бил присутен, дали ќе биде пред врата на училницата или пак некаде во близина или нели во најнепријатна ситуација кога е внатре со сите деца, меѓутоа подготвени сме за такво нешто и знаеме да се вклучиме и ние од стручната служба. Ние сме тим педагог, дефектолог, психолог, социолог. Значи секој од нас ќе приде во таква ситуација, ќе му даде поддршка и на родителот и на детето. И на родителот советодавно, нели, како да постапува, што да направи во таа ситуација, а секако и со детето. Ако има потреба, ќе го изнесеме и од училницата, ќе го прошетаме повторно низ училиштето, ќе види дека таму не е само место каде што се учи, каде што е нешто многу непознато за него, дека има играчки, дека тука има деца со кои што исто така и во средината каде што си игра, нели, пред својот дом бил со истите тие деца, па може и да си поигра, па ќе одат да јадат, значи не е само учење, не е само стресна ситуација, дали јас ќе бидам успешен, дали јас ќе дадам доволно се од себе, дали некој ќе ми искритикува или пак нели ќе бидам добар и ќе ме фали пред другите. Тоа е тоа што децата и сите ние нели возрастните го посакуваме, да бидеме добри, да бидеме успешни, да не пофалуваат, да не критикуваат. Тоа го знаат наставниците, а секако дека ќе добијат совет и од нас како тим во училиштето, да. Така да, мислам дека нема потреба од стресови, од дополнителни нервози и кај родителите и кај децата, бидејќи сепак нашето искуство го овозможило тоа да ги прилагодиме сите кон училиштето и обврските што Сепак училиштето е еден втор дом. Тука децата, така, оние поготово кои што се во целодневниот престој, по 8 по 9 часа, од 7,5-8 до 5 часот, до 17 часот се на училиште. Како препознавате како стручен тим дека едно дете е подготвено или не е подготвено да тргне на училиште?
Вака, во месец мај се прави интервју, нели тогаш се уписите на децата и ние уште тогаш како тим правиме проценка на децата, дали се подготвени или не се подготвени. И сега тука си има одредени начини на кои што ние тоа го правиме. Како еден вид тестирање? Така му доаѓа или како запознавање? Не сакам да кажам дека е тестирање, туку затоа што не... запознавање повеќе. Интервју, да, и со децата и со родителите, затоа што верувајте колку се децата исплашени во тој момент, толку и децата, толку и родителите, да. Може би и повеќе родителите, да. Таква стресна ситуација, дали моето дете ќе биде успешно, дали ќе го даде сето она што ние го очекуваме. Па како ќе се снајде во новата средина? Едноставно, значи, да има многу љубов кон децата, да има многу разговор со собствените деца. Децата да ги оспособиме колку можеме на самостојно, значи сами да можат да се облечат, да се соблечат, нели палтенце, дуксерче, сега патичиња, нели, или обувките што ги носат, нека бидат повеќе со лепенки, да не бидат со врзување, иако, нели, и кон тоа треба да ги оспособуваме. Да ги оспособиме, нели, како родители, да јадат самите, самостојно, да можат да држат, нели, лажица, вилушка, да можат самостојно да одат во тоалет. Тоа се тие, нели, основните подготовки кои што треба и се важни за да тргне едно дете во училиште. А потоа образовниот дел, тоа си е наша работа. Мислам, не велам дека некој дете треба да знае, било да е за јазик, било да е за математика или од природните науки, значи тоа е веќе нашата работа и едноставно очекуваме да знае, да каже кратка реченица или пак да прераскаже краток текст или некоја кратка приказна. Тоа е тоа основното кое што го очекуваме од дечињата. Зборуваме за првачињата. За првачињата. Сега во овие 30 години искуството сигурно имате големо искуство. Сигурно сте имале и дечиња кои што одбиваат да одат во училиште. Што во тие моменти? Што се прави тогаш, а знаеме дека мора да се оди на училиште? Обавезно е, нели, обврзно е училиштето сега и до средно. Како во тие моменти се справувате, еве, како тим, па еве и каков е придонесот на наставникот овде? Така. Со такви дечиња, бидејќи сепак има, нели, има разлика од дете до дете. Да. Магијата е во трпението. Да. За сите деца, не само за првачињата. Сега, нели, првачињата не се цел на разговорот, но магијата е во трпението и во љубовта што секој од нас треба да ја даде кон нив. Секој од нас, ако има трпение, а секој кој што, нели, се вработил како наставник, си има стручност и познавање за својата област. Но таа стручност и тоа познавање ќе падне во вода ако ние немаме трпение кон нив и ако немаме љубов кон тие деца. Значи, треба да процениме. Ако не сака да влезе во училница или наставникот ќе биде со детето извесен период малку надвор, па не повикува нас како стручен тим, па ние ќе го земеме детето, нели, дали во училницата заедно со другите деца, дали надвор, па ќе го прошетаме во околината, да ја запознае, дека е таа безбедна средина, дека тука може да се движи, дека има и други луѓе кои што се грижат за него. Ќе разговараме, нели, ќе покажеме со што се ќе се соочи, дека детето уствари се плаши од непознатата средина. Не се плаши од ништо друго. Се плаши од тоа дали овие луѓе тука ќе се грижат за мене, дали јас сум безбеден тука, нели? А подоцна секој со своите способности индивидуално ќе си напредува, нели, колку што може и уме. Да. Ве гледаме вака од страна со каква љубов зборувате за вашата професија. Ви се чувствува и од очите дека на вистина си ја сакате професијата педагог, работите со дечиња. За мене е една од најубавите, најблагородните професии. Убава работа си имате. Сега, претпоставувам дека е од огромно значење улогата и соработката на наставникот, родителот, па и стручниот тим, не само во овие први денови, први училишни денови, туку и понатаму во целиот процес на одење на едно дете во училиште. Каква треба да биде соработката?
Јас би им препорачала на родителите да имаат доверба. Тоа е многу важно. Да имаат доверба во наставникот, во нас, затоа што ние сме таму за децата. Да. И да го почитуваат мислењето што ние го кажуваме. Едноставно, тие си ги знаат собствените деца во својот дом, нели како реагираат, како се развиваат, но ние од еден поинаков аспект го гледаме детето и знаеме во која ситуација како реагира, на што реагира, какви дразби се тие во училиштето, во таа средина, нели соработката со другите соученици, како го прима материјалот што треба нели да го изучи. И по сите тие постапки на следење во таа училишна средина имаме одредена проценка. Сега врз основа на таа проценка што ние сме направиле, се разговара со родителите. И многу е важно да ни веруваат, да го почитуваат тоа што ќе го кажеме, сите сугестии што ќе ги дадеме, затоа што најдобро намерно го прави тоа и наставникот и ние како тим во училиштето, бидејќи верувам дека секој што се вработил како наставник, пред се ја има таа мајчинска љубов и душа која што како секоја мајка пристапува кон своето дете, така и наставникот кон децата или ние како тим кон децата во училиште. И ќе повторам, само меѓусебна искрена доверба. Значи, да се отворат целосно колку што може за сите оние работи што ги согледуваат, нели, за своето дете, да ни кажат со што се соочува и во домашните услови, а ние со нашата стручност и подготвеност ќе му помогнеме како сето тоа да го надмине, нели ако постои потешкотија во понатамошните училишни денови. Вие се подготвувате веќе, тргнати сте на работа, се подготвувате за прием не само на првачињата, туку на сите ученици од прво до 9 оделение. Во месец јуни бевте и класна на 9 оделение, си испративте, да кажам, една генерација. Сега тие ги нарекуваме големи првачиња. И тие треба да почнат во средно училиште, прво средно, и ним не им е лесно, исто така, бидејќи нова средина, нови другарчиња, нови професори, се ново. Ајде накусо за крај на разговорот, еден совет и за оние големите првачиња, јас така ги нарекувам, бидејќи ја имам едно такво искра, едно големо прваче од средно во средно, па еден совет и до нас родителите, а и до дечињата, како тој период да го поминат што помалку стресно, бидејќи е сепак нова средина. Така да, и тие се многу интересни. Да, и мојот син пред 2 години исто така беше едно прваче во средно училиште. И што е за нив сега битно? Да, треба да се подготват и тие во оваа ситуација, но знаете, за нив сега исто така е битно во каква средина ќе влезат. Они сега им е познато што во училиште се бара од нив. Да, дека треба да учат, дека треба да бидат подготвени, дека нели секојдневните обврски веќе ги познават и тоа го имаат надминато. Сега кај нив е стравот со кого јас ќе бидам во клас, кои ќе бидат моите другари. Како ќе ме прифатат. Како ќе ме прифатат. Сега многу им е важно како изгледаат во тој период, нели сакаат да бидат дотерани, да бидат соодветно облечени. Не им е толку важен приборот сега, нели училишниот материјал, колку надворешниот изглед и средината во која што треба да влезат и како сите тие нели нови другарчиња нив ќе ги прифатат. Тие значи влегуваат со едно искуство кое што до сега го имаат, но сега како повозрасни ликови кои што мислат дека многу повеќе знаат од возрастните, кои што ќе ги пречекаат таму. Но тоа брзо ќе го надминат, многу брзо ќе го надминат, малтене нели месец дена ќе им биде доволно кога ќе влезат во таа нова средина, затоа што велам дека тој период го имаат надминато на училиште. Што се бара во училиште, каков е текот на наставата, што треба да покажат они таму. За нив е важно и знаат дека уште на самиот почеток треба да покажат дека тие знаат и умеат и можат да се снајдат во училишните клупи и дека одговорноста и знаењето треба да се покажат на самиот почеток во учебната година. Да.
се друго, нели, кога ќе го направат тоа на почеток, ќе си тече нормално. Имаат голема поддршка од професорите, затоа што и професорите се таму подготвени дека се тие едни веќе оформени ликови кои што поминале 9 години процес на образование. процес на образование и веќе тие ги доживуваат како нивни соработници. Другарски разговараат со нив, имаат блиска средба. Така. Да. Ви благодарам многу, Билјана, за разговорот. Имаме уште многу да разговараме. Ова е широка навистина тема, меѓутоа времето ни е толку. Се надевам дека дадовте вие корисни совети за родителите, за бабите и дедовците, за идните првачиња и сите оние кои што за 10-12 дена тргнуваат на училиште. Ви благодарам многу и сега ќе ве ослободиме да си се вратите на вашето работно место, бидејќи подготовките се во полн ек за пречекот и за почетокот на новата учебна година. Благодарам. Така, подготвуваме свечена приредба, на која што нели ќе ни дојдат првачињата како за гости, секој што си се подготвува дома и со задоволство и многу љубов ги чекаме новите првачиња. Така е. Благодарам уште еднаш, со многу љубов, значи се е полесно. Да, ви благодарам, особено за советите за средношколците. За големите првачиња. Да, тие За нашите две првачи. прекрасни суштества од друга планета, така му доаѓа за тинеџерите.